Некогашните Титови пионери, а денешни пензионери од Кочани, не го заборавија 25 мај. Според нив, тоа е еден од најубавите денови во месецот, кога во поранешната заедничка држава Југославија се славеше роденденот на нејзиниот претседател Јосип Броз Тито. Со свечено дефиле, развиорени македонски знамиња и југословенски тробојки ја пронесоа штафетата на младоста по улиците на градот. Така, членовите на Сдруженијето граѓани, почитувачи на ликот и делото на Тито, го одбележаа денот на младоста и ги освежија спомените на времињата кога гордо стоеле при интонирањето на некогашната химна. Во името на ликот и делото на нашиот патрон Јосип Броз Тито ги повикувам сите наши сограѓани и цела Македонија да се сетат на убавите моменти во животот кој што ги имаа живеејќи во Титова Југославија. За секогаш ние би сакале да продолжи да оставиме на младите убави спомени, убави моменти од заедничкиот живот. Со песна и оро на свеченоста се придружија повеќемина граѓани и гости кои дојдоа и од поранешните југословенски републики. Рекоа дека им е убаво што барем со мислите се враќаат во времињата кога се живеело подобро, кога од Гевгелија до Крајни се патувало без пасош, а сегашните различни народи славеле исти празници. Па многу поубаво сите живееме. За сите беше убаво, никој не мислеше, сите одеа на одмор, убави плати зимавме, али сега се смени сосем друго. Радуеме што се ово обнавља, што никад, нажалост, више нече бити као што е било. На годинешниот 25 мај се навршуваат 125 години од раѓањето на маршалот и претседател на поранешна Југославија, кој, иако во децениите што следуваа беше оспоруван, голем број негови современици се сеќаваат на времињата кои за нив биле многу подобри од денес. Рекоа дека неоспорен е неговиот придонес за признавањето на македонската нација и држава, која успешно се развиваше во заедничките граници на некогашната татковина.